Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте на вечерашната промоција на романот Кожата е еластичната обвивка што го опфаќа целото тело од данскиот автор Бьорн Расмусен. Во време кога портите на светот се ширум затворени, издавачката куќа Арс Ламина ја создава својата книжевна едиција Порта Европа, преку која пречекува и вдомува во огништето на македонскиот јазик 6 извонредни книжевни дела од европски автори, кои зачекоруваат во македонскиот книжевен контекст со својот најпредставителен патен документ, Европската награда за книжевност, што ја доделува Европската унија. Сите 6 прозни дела во себе носат приказна од сопствениот културен контекст, а истовремено меѓусебно се допираат во интроспективните аспекти и отсликувањето на внатрешните борби на носечките ликови. Некои се обидуваат да ја прифатат и да ја оправдаат својата различност и посебност, прикажувајќи ја во прво лице и ударно мачнината на себе прифаќањето. Други пак на себе својствен начин се соочуваат со личната загуба и со отсуството. Трети се обидуваат да излезат од сопствениот кафес на паранојата од изневерувањата, четврти растат со растењето на нивните проблеми и така натаму. Приказните од оваа едиција се проткаени со нишка од опачината на најубавите плетки. Додека од лицето на текстот читаме и уживаме во стилскиот раскош, истовремено се заплеткуваме во испуштените конци на совршената книжевна плетка. И токму тоа ги прави овие прози достојни за големото книжевно признание. Објавувањето на оваа едиција исто така е засновано на еколошка заднина и е во насока на ублажување на економските ефекти од рестрикциите предизвикани од пандемијата на COVID-19 врз издавачкиот сектор, меѓу другото, преку соработка со чинители од синџирот на книгоиздателството на домашниот пазар. Покровител, односно кофинансиране овој проект преку Европската унија. Мојата вечерашна соговорничка е преведувачката Искра Бадева, која ни го приопшти на убав македонски јазик овој кус роман, туку речи новела или новелета, Кожата е еластичната обвивка што го опфаќа целото тело. Во отсуство на авторот Бьорн Расмусен, ќе се обидеме со Искра барем малку да загребеме под површината на овој мал, но комплексен текст. Но пред тоа би сакала малку да ја најавам и да ви ја представам мојата вечерашна соговорничка. Искра Бадева е родена во 80-та година во Скопје. Додипломски студии по скандинавистика завршува на Софискиот универзитет во Бугарија во 2007 година. Извесен период работи како уредник и преведувач во издавачката куќата Бернакул. Преведува од англиски, норвешки, шведски, дански и од фински јазик и досега има изработено 50 на преводи на актуелни скандинавски автори, меѓу кои се Ерленд Лу, Сара Омар, Пер Петешон, Мерта Тиканен, Марија Парк, Туве Јансон и така натаму, како и драми мора да се издвојува од Хенрик Ибсен. Преку своите преводи таа се надева дека ќе ја разбуди љубопитноста на македонските читатели кон историјата, секојдневието и начинот на размислување на северните народи. За својата преведувачка работа ја добива наградата Златно перо во 2011 година, што ја доделува Сдруженијето на литературни преведувачи на Македонија. Добра вечер, Искра. Добра вечер, Бисера. Пред да се впуштиме во разговор и да ја доловиме содржината на оваа наша односна книга вечерва, би сакала јас само накусот да го ситуирам романот и да им го представам на нашите гледачи и читатели, затоа што авторот Бьорн Расмусен од оправдани причини е одсутен од вечерашнава промоција, инаку беше предвидено и неговото присуство. Па ете, во негово отсуство ќе се обидам малку од уреднички, малку од книжевнички аспект, да фрлам едно светло врз содржината, а потоа јас и ти ќе поразговараме малку на некои интересни теми поврзани со книгава, но и со твојата работа. Кожата е еластичната обвивка што го опфаќа целото тело е всушност роман за растењето на еден млад човек кој се навраќа на животот од неговото детство во рурална Данска и по-конкретно на неговиот однос со многу повозрасниот инструктор по јавање со кој развива приврзаност што прераснува во романтична и во еротска обсесија. 15 годишниот Бьорн живее во западен Јуланд со двајцата браќа и со депресивната мајка. Тој се бори со својата хомосексуалност, која што ја чува во тајност, но и со деструктивните мисли. Бьорн се влюбува во својот инструктор по јавање, при што тука се развива една чудна и садомазохистичка љубовна приказна која има далекосежни последици. Сурови тинејџерски чувства се транслитерираат, а потоа се дигестираат. Нарацијата во романот се менува од прво во трето лице, навидуме ненамерно и незабележливо во прв момент,
сугерирајќи дека сега, кога читаме, Бјорн може да ја препознае аферата како траума, додека се обидува да не убеди дека во моментот кога му се случувала не била толку травматична. Конвенционално раскажаните делови се прошнирани со писмата на младиот Бјорн до неговиот сакан субјект. Тука има и текстови од поп песни кои што се пренесени во оригинал, односно на англиски јазик. Има и лирски парчиња и туги глас, што може да се претпостави дека е гласот на неговата мајка. Романот е кус, па како резултат на тоа, овие промени повеќе наликуваат на диви и нагли кривини, отколку на суптилни вртења, формирајќи една колажна нарација, што ги објаснува белините помеѓу параграфите. Тоа е и графички доловено, кога ќе читате ќе забележите. Токму тие белини јас ги толкувам како простори за здивнување, тоест за ново кратко вдишување пред следниот нагол свиок. Па така човекот, читателот повеќе го води интуицијата кога чита отколку логиката на текстот, и тоа е прилично брзо воочливо. Инструкторот по јавење, кој е неименуван во романот, е доминантната фигура и е представен налик куклар со својата марионета. Токму тој ги дефинира правилата на сексуалната игра и тој го склучува договорот, што нивната врска ќе има извесен напредок. Тој е емотивно дистанциран во приватниот простор, а физички е дистанциран во јавниот. На таквата поставеност во односот, методот на изразување на интимната желба на Бјорн е деструкцијата. Бјорн му се заканува на инструкторот дека ќе го изложи на јавен срам, дека ќе открие неговата педофилија и притоа му го уништува и неговото вредно седло Кифер и така натаму. Има и други вакви епизоди. Додека потребата за љубов на Бјорн останува непресретната, неговото страдање се продлабочува. Едновремено, додека во текстот се случува сето ова, добиваме увид во минатото и во иднината на Бјорн. Тој одлучува да го напушти родното место Ленвик, следствено на тоа и да се оддалечи од својот мачител. Следниот чекор му е вработување во еден бордел во друг град. Ниту таму не ја наоѓа среќата, но сексот му станува смртен нагон, средство за бришење на страдањето. Многу пред аферата со инструкторот, во неговото рано детство, тој го населува креветот на својата мајка, откако домашното куче ќе биде застрелано од заскитан куршум на некој ловец. Ова е прилично травматична сцена, затоа што таткото го напушта прв семејството, мајката останува сама со двете деца и со вајмарецот, кој што е расно куче, со кое што посетува надпревари за расни кучиња и освојува многу награди. Тоа куче кога ќе почине, се случува извесен пресврти во светот на мајката. Смртта на кучето ја наведува неговата мајка да го малтретира. Значи, добиваме такви некои знаци од оваа кратка проза, а таа траума пак го води Бјорн во интимен однос со инструкторот по јавење, што пак го впушта во следната траума, тоа е вработувањето во борделот. Но и авторот и деконструираниот наратив внимаваат да го невозможат протокот на пренес на вина. Иако навидом се чини дека има некаква причинско-последична врска меѓу сите овие три настани, сепак отсуствува експлицитната причина и последица, а со тоа пак отсуствува и субјект и објект, согласност и одбивање и така натаму. Значи, едноставно вината е отсутна. Овие елементи постојат, но избезумената нарација се обидува да ги прикрие или барем да исклучи некакви лесни одговори. Тврдењето дека мајката го малтретирала Бјорн сепак е длабаво и се потпира на неприпишан дел од диалог во кој Бјорн со ведар тон вели дека тој и мајка му имале сексуални односи. Да разјаснам, нема јасни и сигурни назнаки за сето ова во текстот. Од друга страна пак, за аферата со инструкторот по јавење, Бјорн вели дека му е првата можност за доживување среќа. Секогаш кога во текстот се изложува горчина или жалење, причината не е поради работите што се случиле на тој начин, туку поради тоа што не се случиле токму како што посакувал Бјорн. Она што сака да го постигне авторот Расмусен преку својата проза е да не поттикне да ги разгледаме и да ги размислиме прашањата за поставеноста на моќта и за нејзиното активирање во односите, за среќата и за задоволството. Одговорите, се разбира, не се понудени, ниту пак се очигледни, токму благодарение на комплексниот наратив. Не би можеле да знаеме што е вистинито, а што фабрикувано. Би било и сосема валидно, например, да се каже дека сето ова е само символичен сон при една силна ноќна треска. Сепак не смееме да ги превидиме и трите фотографии вметнати во оваа книга. Затоа прашањето за наративната реалност не завршува овде.
Едната е фотографија од дрво кој инструкторот по јавање му го опишува на Бјорн во текстот, а друга е испишан лист со конјички резултати на кој стои името Бјорн Расмусен. Од тука јасно гледаме дека авторот кокетира со жанрот автофикција и ние не знаеме во што сме впуштени. Од една страна сме шокирани од настаните опишани таму, од друга страна не знаеме дали сето тоа вистински се случило и покрај тоа што не случајно нараторот се вика Бјорн, како и нашиот автор. Дали книгата е автофикција или не би можеле да знаеме, како што реков, иако постојат и некакви докази во прилог на тоа тврдење. Сепак, секој напор да се поврзе авторот со нараторот е повеќе оддалечување од што приближување. Романот сепак ја промислува вистината вон таа што лесно се пренесува. Може да се каже дека ударни емоции во овој роман се болката, љубовта и срамот, така што секој од нас би можел да се поистовети со некој делче од оваа приказна. Овој роман е трескавична комбинација од тек на свеста, автобиографија и колаж на вистински оригинален книжевен глас, како што на многу форуми книжевнички и во многу книжевни кругови веќе го нарекуваат Бјорн Расмусен. Наративот е се штојадач, исто како и телата во него. Нескротлив е како апетитите, ужасите и обидите што авторот Расмусен ги предизвикува во поетски детали. Длабоко емотивен, еротичен, елегичен и пансексуален, овој роман ги милува раните што ги посетуваме на телото и во душата, во обидот да им послужи на нагоните на нашиот најголем орган на телото, тоа е кожата, што не покрива и што не дефинира. Простете за ова малку подолг вовет од што планирав, но сметав дека е значајно малку да го ситуираме романот пред да продолжам да разговарам со Искра на зададената тема вечерва. Искра, кога работев на текстов, кога го уредував, јас и ти бевме на линија повремено и ти беше исплашена на момент дали сето тоа е добро направено, затоа што ти пред мене се соочи со тежината на оваа задача. Многу ме интересира, веројатно ги интересира и читателите кои што ќе посегнат по книгава, на кој начин ти се бореше со оваа проза за да ја приопштиш на македонски јазик? Вака би се значи прво да разјаснам дека немаше проблем со дијалектни изрази и зборови како што знае да биде често во скандинавските книги. Проблемот ми беше со тоа со самата смисла на речениците и што воопшто сака да ни пренесе авторот со мислата што сака да ја прикаже во книгата. Затоа што едноставно читаш и гледаш нешто што не можеш да го поврзаш едно со друго, ни со тоа претходно, ни со тоа потоа, и се прашуваш дали нешто не е во ред со мене, со моето знаење, дали нешто е збунето или грешка или што воопшто сака да каже авторот со ова. Ама многу интересна работа е што кога ќе завршам со еден дел, како што се како мали раскази во книгата напишани, целото тоа некако некој чуден начин се вклопува совршено. И едноставно се открива целата поврзаност меѓу сето тоа. Што значи, ако се гледа делумно и дел по дел, постепено ако се чита, е многу неразбирливо и се чудиме како што поѓаволите сака да каже авторот. Ама во целина е совршено јасно и многу убаво раскажано. Да, се согласувам. Тоа ми беше проблемот со преводот во оваа книга. Има делови кои што се крајно лирски. Тоа заборавив да го кажам и заборавив да го представам накусо и нашиот автор Бјорн Расмусен, кој што првенствено е познат во данското книжевно милје како поет. Како драмски автор кој што завршил и на соодветна школа за драматургија во Данска. Така и овој роман има премногу поетски делови во него. Значи речениците се така направени така што тоа личи баш на песна во проза, една малку подолга песна во проза. Истото го прочитав и од коментари на читатели од други јазици на книжевни форуми, каде што велат дека доминира поетскиот израз, дека книгава можеби токму тоа е она што ја прави попредставителна, веројатно покрај оваа тема која што е сепак сензитивна и субверзивна и не е лесна да се обработи макар и на книжевен начин. Ти имаш повели? Ова мислам дека му е прв обид да пишува роман. Па се надевам дека наредните ќе му бидат повеќе во форма на нашата
позната форма на роман, колку да е ваква поетски дел, по неразбирлив на јазик, стил на пишување. Да, ова му е дебитантски роман, со него ја освоила книжевната награда на Европската унија, EUPL наградата, така што жирито токму го издвојува јазикот како она што ја фаворизирал книгата во изборот кога се тркал со други книжевни дела која да биде победничка, токму тоа жирито го издвојува како предност на овој роман. Мене ме интересира, ти преведуваш многу од скандинавските јазици првенствено. Имаш увид на културолошките теми кои што ги обременуваат тамошните автори. Ме интересира зашто претежно пишуваат скандинавските автори? Зашто претежно? Прво, ова ми е прва книга со ваква тема и со ваков стил на напишување. И ми беше и предизвик и интересна за работа. А општо земено, скандинавските автори, освен нели крими романите што се сите ги знаеме, ги сакаме, многу е присутна, како кажам, семејна драма во романите. Историско раскажување, со историјата се многу поврзани, цели семејства и генерации се опфатени во тие наративи. Се опишува не само убавите моменти, туку се прави става голем акцент и на полошите моменти, како смрт на блиски членови семејство, на миледничиња, па и на деца дури. И што е многу интересно, децата не се штитат од тие моменти, туку се разговара отворено со нив, за да бидат спремни за секој момент во животот, е добар и лош, што страшно многу ме е интересно кај нив. Тоа нека сите би требало така да правиме. Покрај тоа што ти работиш книжевен превод, имаш увид на голем фонд на книги, освен тоа и читаш, читател си. Сигурно си препознала некој одглас од други книжевни дела во овој краток роман, па ме интересира дали препозна некој автор или темата ја препозна или начинот на кој што и пристапува на темата со некој друг автор, не мора да е скандинавец. Да, многу ме потсети кога ја работев на Уилијам Бероуз, на Голу ручек книгата. Иако сум ја читала пред, можеби, повеќе од 20 години. Ама ми ставила таков впечаток, што веднаш ми дојда мисли како, чекај, ова многу ми е личи, многу ми е познато. Самиот начин на раскажување, стилот на размислување, на самиот како да кажем, текот на мислата и стилот на размислување и на типот на речениците дори. Со оставање 3 точки, без остава, без запирки помеѓу нив, без едноставно само се редат мисли зборови и се остава не авторот, читателот сам да заклучи што всушност сака да каже таа мисла. Значи не се наметнува како чиста мисла, еве авторот сака да каже тоа и тоа, и ние го приемаме како чисто такво нешто. Туку остава на нас да си претпоставиме што се крие за сето тоа што е наведено таму. И тоа според мене е многу интересен начин на раскажување. Да, токму тоа ја прави и ја издвојува оваа книга од мноштвото книги, еве да речеме, да ги исклучиме сите други, да се освртнеме само на книгите од скандинавското јазично подрачје кои што доаѓаат кај нас. Предпоставувам дека кога ги работиш книгите, кога преведуваш од скандинавски јазици, дека те интересира рецепцијата за делото во тамошните книжевни кругови, те интересира веројатно мислењето на читателите таму, па дали можеш да ни кажеш, ние сепак би можеле да откриеме како го доживуваат романот регионалните читатели или читателите кои што се од англиското јазично подрачје, но како го доживуваат овој роман данците, швеѓаните, финците? Со оглед на тоа што е релативно нов роман и таму има огромна продукција, книжна продукција постојано секоја година. Од тоа што прочитав многу различни критики. Колку што забележав, зависи од возраста на читателот, како е примена. Помладите генерации се воодушевени, многу се поприемчиви за ваков начин на раскажување, за разлика од постарите генерации, например, што се понаучени на покласичен стил на расказ. Така што буквално многу индивидуално е и не може да се распредели вака е прифатено или онака е прифатено.
Јас би сакала да прочитам еден кус извадок на крајот, а тоа се однесува токму на жанровската определба на ова кусо текстче, каде што буквално си поигрува со нас читателите, давајќи ни повремено одредени факти, да помислиме дека токму Бјорн е тој кој што ги доживува сите овие работи, без да се окрие ни еден детаљ од доживувањата. А од друга страна пак, еве што ни вика и вака финишира романот. Тоа што ме читаш мене, под наводници, е секако безглавен наратив. А како продолжение да напоменам дека сето тоа не сум го измислил сам. Имам исечено реченици од неколку други текстови. Маргерит Дюрас, Љубовникот, Силвија Плат, можеби никогаш нема да бидам среќна, Антоан де Сент-Екзипери, Малиот принц, Кети Акер, Дон Кихот, Тоа беше сон, и Кристина Хеселхолд, Ти, мој ти. Бол Мол, Одсекување на болката, Регионална анатомија на Мартин Е. Матисен и Јорген Егеберг, Рани од Фин Готруп и Ларс Олсен, Сетилни органи и кожа од Ерик Андресен и други. Би сакал да им се заблагодарам на Марија, Мари, Нилс, Тине, Кристел и Солвеј, Пабло, Јакоб, Симон, Оливија, Матијас, Мерете и Копи дан посредниците и тебе секако. Ова и тебе секако. Не знаеме дали ни се обраќа нам, на читателите, кои што сме успеале да откриеме дека малку ни подвалува делови од други писатели, за да ја формира оваа проза, или пак се однесува на неговиот објект, кој што е, тоест субјект, кому му е посветена оваа проза, тоест љубовникот. Што мислиш ти? Мислам дека е во прашање љубовникот, ама не сум сигурна. Да, токму тоа ја прави интересна оваа книга, затоа што е отворена за многу читања. Ова што пред малку јас го изложив е еден начин на пристап на обработување на ова дело. Секако, читателите треба да очекуваат мал милион други теми кои што можат да ги обработуваат, иако ударната тема е тоа, борбата со својата хомосексуалност, со конвенциите, доаѓање од рурална средина, па изложување на јавен срам и така натаму. Првично самиот не може да ја прифати сопствената природа, а потоа очекува и средината да го прифати онаков каков што е. Мене ми е жал што Бјорн не можевме да го видиме вечерва, иако има и премногу видеа кои што можат да се најдат, ми се чини дека зборува за својот роман. Нема многу романи напишано, има само уште еден, колку што имам увид во неговата поетика, после Кожата еластичната обвивка. Така што, еве, да го поздравиме во негово отсуство, се надевам дека ќе проследи оваа промоција. Може и да му понудиме една транскрипција, за да може полесно да го восприеме овој разговор. Ако немаме што друго да си кажеме, јас би ја привршила оваа промоција, би ги поканила читателите да се заинтересираат за ова книжевно дело, да го прочитаат. Може да остават и на коментар како го доживеале и да ги поздравиме. Би сакала ли нешто ти да додадеш за крај? Мислам дека апсолутно се кажавме. Да. Се веројатно не кажавме, но има уште многу што да се каже, но да оставиме тоа на оние кои што ќе го читаат и ќе му се навраќаат на овој кус, но многу сложен текст. Почитувани, ви благодариме што еве овие 20 до половина час бевте со нас, го посветите вашето внимание на оваа промоција. Прочитајте ја книгата Кожата еластичната обвивка што го опфаќа целото тело и се надеваме дека можеби ќе откриете друго некое читање на оваа проза. Како што кажав, овој проект Порта Европа е кофинансиран од Европската Унија, по него следуваат уште 5 романи кои што следствено ќе ги објавуваме и на овој начин ќе ги презентираме во разговор со преведувачите, но се надеваме дека ќе бидат вклучени и самите автори. Срдечен поздрав и добра ноќ до сите!